Ние, жителите на земјата, лесно го прифаќаме животот како нешто дадено само по себе, бидејќи сме разгалени од неговото изобилство. Нашата клима и географија поддржуваат биосфера што може да биде уникатна во целата Вселена. Овде речиси не постои место каде што би било претопло или престудено или премногу изолирано, за да не би можеле да се развиваат некакви видови живи организми. Сред раскошната разновидност, најголемиот предизвик со кој се соочува науката се пројавува од секој инсект, дрво или кит. Како настанал првиот живот во времето кога немало никаков живот? Како започнал животот на земјата? Од каде почнуваме? Постојат десетици теории. Се сретнува широк спектар гледишта, од кои многу се взаемно противречни. Дури и само за да почнете да ја разјаснувате таа тајна, мора да направите предпоставки за тоа што било неопходно да се случи во далечното минато. Не постои директен доказ, бидејќи никој не бил присутен на настанот за да посведочи и фактички нема фосилни остатоци. Ние никогаш не гледаме дека мртви хемикалии создаваат клетка. Така, на некој начин, имаме област на истражување, во која сите главни настани се случиле одамна. Праисторијата навистина е нецелосен расказ. Сепак, и наспроти отсуството на материјални докази, мнозинството научници сметаат дека животот започнал кога енергијата ја предизвикала неживата материја во океаните, земјината кора и во атмосферата, да ги создаде градивните елементи за првата клетка способна за саморазмножување. Кога пристапуваме до прашањето за потеклото на животот, правилата не на самата наука, туку на филозофијата врз која науката е заснована, тие правила велат дека за решавање на проблемот смеете да ги користите материјата и енергијата и природните закони и случајните процеси, но она што се испушта од инструментариумот, според така наречените правила на науката, е тоа дека не смеете да го користите како инструмент за објаснување умот или интелигенцијата. Најсоодветното име за таа позиција ќе биде научен материјализам, филозофија која ви вели дека единственото прифатливо објаснение мора да биде извршено со термините материја и енергија. А ако не можете да го решите проблемот само со помош на тие инструменти, сепак не ви е дозволено да ги менувате правилата. Од таа перспектива, како настанал животот само преку материја и енергија? Секој жив организам што постоел на земјата е составен од клетки и клучевите за нивното потекло минуваат низ мрежа од молекуларни машини. Сложените биолошки механизми во современата еукариотска клетка својата работа ја извршуваат во течна средина. Секоја од тие машини сама по себе е безживотна, но заедно тие го овозможуваат растењето, движењето, метаболизмот и размножувањето, суштинските функции на животот. Секој дел во оваа клеточна фабрика е сочинет од големи молекуларни соединенија, од кои најмногобројни се протеините. Функционално разновидни, протеините се назначени за отворање и копирање на генетската информација во ДНК нишката, започнување на хемиските реакции со нивните форми на рака и ракавица, контролирање на минувањето на електролитите и хранливите материи низ клеточната мембрана, да ги транспортираат полните контейнери по платформи кои исто така се сочинети од протеини, кои што автоматски се собираат и се издолжуваат онаму каде што се потребни во клетката. Зголемени 500.000 пати, еритроцитите содржат 280 милиони хемоглобин протеини, од кои секој е предназначен за пренос на кислород. Ако одделиме еден од нив, ќе откриеме дека секој протеин се состои од стотици помали молекули, наречени аминокиселини.
Во живите организми се пронајдени 20 различни типови аминокиселини. Различната хемиска структура на секоја молекула дозволува формирање на повеќе од 100.000 различни типови протеини. Создавањето започнува кога определени аминокиселини се организирани во нишка. Тој процес често се споредува со уредувањето на букви во смисловни зборови и реченици. Ако тие одделни градивни елементи се поставени правилно, тогаш нишката ќе се свитка во протеин, целосно подготвен за извршување на својата задача во клетката. Но, ако аминокиселините се соберат во неправилен ред, нишката нема да се свитка и конечно ќе се распадне. Најпростата клетка содржи најмалку 300 различни типови протеини и биолошки механизми кои се неопходни за растење, размножување, преобразување на енергијата, чување и обработка на генетската информација и заштита на нејзината содржина од надворешниот свет. Слични компоненти и функции биле потребни и во првата жива клетка. Сега да ја примениме оваа основна хемија на познатата теорија за потеклото на животот. Научниците долго предпоставувале за праисториски океани исполнети со аминокиселини, кои, хаотично пловејќи, се судирале една со друга и веројатно некој од тие случајни судири произвел нишка доволно долга за да се свитка во протеин. Подоцна, повеќе аминокиселини се поврзале во нови нишки, кои се свиткале во уште повеќе протеини. Истовремено, други сложени молекули, вклучително нуклеински киселини, масти и шеќери, исто така се уредиле во суштински компоненти. Потоа, без предвидување или план, некако се составиле во правилна комбинација на молекули во таа хемиска супа за да ја формираат мембраната која им е потребна на сите молекуларни машини за клетка што сама се размножува. Така добивате жива клетка од нежива материја. Тоа може да изгледа многу логично. Проблемот е во тоа што, за да опстане на раната земја, клетката внатрешно мора да биде многу сложена, бидејќи животот, каков што ни е познат денес, се карактеризира со многу молекуларни машини. Ако се отстрани тој суштински материјал, клетката престанува да постои, бидејќи настапува моментот кога не може повеќе да се упростува, а се уште да опстанува. Помалку од тоа значи смрт. Понекогаш може да се чуе критика дека не можете современата клеточна биологија да ја проектирате во минатото, затоа што, каква и да била првата клетка, таа била многу попроста отколку она што го гледаме денес. Во ред, можам да се позанимавам со таа предпоставка, да ја опишеме првата клетка. Ако сакате да бидете првата клетка, потребна ви е граница, мембрана, која ве заштитува од останатата околина. Таа мембрана мора селективно да обезбедува примање на определени хранливи материи и сировина потребна за гориво и енергија. Исто така, складирате огромно количество генетска информација во спиралните нишки на ДНК. Тие детални инструкции за живот се копираат со фасцинантна точност. Потоа, во фабрики наречени рибозоми, таа информација се претвора во нишки на аминокиселини и протеини. На крај, ќе бидете опремени со се што ви е потребно за размножување во идни поколенија на клетки. Овие основни функции ги извршуваат сите живи суштества. Тие всушност покажуваат што значи да се биде жив. Така, навистина не е важно дали сте многу проста клетка во минатото или посложена клетка во денешницата. Сепак ќе мора да ги извршувате тие дејства. Мнозинството хемичари веруваат, исто како и јас, дека животот се појавил ненамерно, од смеса на молекули во предбиолошката земја. Како? Немам поим. Џорџ Вајцајц, хемичар, Универзитет Харвард.